Александар Ристовски, денес стручен соработник на Црвен крст на град Скопје, ја прифати поканата конкретно, бидејќи тоа споделивме зад камерите, голем дел од соработниците и тој корпусот луѓе, ветерани во Црвениот крст ќе бидат присутни низ медиумите да информираат конкретно можеби за неопходност и важната улога и брзата реакција на волонтерите од Црвен крст кои што се екипирани секако не само во Штип, во Кочани, туку и во другите градови. Александра, само да ми дозволиш 2 секунди, вашето известување вели изразувајќи сочувство со болката на семејствата и на страданите. Информацијата пристигна секако од Црвен крст до сите, се адресираше и до телевизија Телма, токму со денесување на одлуката за онаа свечена академија по повод одбележување на 80 годишнината од формирањето на Црвениот крст во Македонија, која требаше баш според коинциденција на датумот денеска и да се одржи таа централна прослава под покровителство на претседателката на Македонија. Останува сите заедно да бидеме обединети и солидарни во овие моменти на болка и да продолжиме да обезбедуваме неопходната поддршка на граѓаните на нашата земја, стои во соопштението кое што го споделивте со македонската и светската јавност. Благодарност за поканата. Како што кажавме, во овие мигови тешки, сепак успевате и да бидете транспарентни и мобилни за телевизијата и да одговорите и според нашиот телевизиски сензибилитет на програма. Сепак, мислам дека сте еден од можеби клучните елементи за да споделиме солидарноста, толеранцијата и на некој начин мислам дека Црвениот крст секогаш не потикнува и стимулира да влеземе во чевлите на едни на други. Убави приказни, ќе кажам, сепак она што стои зад работењето, што ги сподели зад камерите, меѓутоа сепак доста емотивни, особено за волонтерите во Кочани. Еве уште еднаш ќе искористам оваа ситуација во името на нашето национално друштво, во името на Црвениот крст на Македонија, да изразам сочувство за семејствата, да кажам дека ова е навистина голема трагедија за цело наше општество, за целата заедница, една колективна тага во која што сите се наоѓаме и бараме сили, надеж, желба да се помолиме за сите оние кои што се борат за своите животи, со надеж дека ќе бидат добри и дека ќе ни се вратат, да речем, како во семејствата, така и во нашата земја. Црвениот крст како организација која што е помагател во државата, помагател на власта, секако дека се она што беа планови во делот на одбележување на 80 години на нашето постоење, кој што беше организирано под слоганот "Ние гледаме луѓе", се стави во втор план до некое друго одложување, до некои други датуми, да речем, кога се ова ќе се заврши, бидејќи самиот слоган всушност е "Ние гледаме луѓе", таму каде што сме потребни, таму каде што треба да се подаде раката, таму каде што треба да се помогне, секако дека ние действуваме. Нашите тимови веќе во недела беа излезени на терен, значи нашиот генерален секретар беше на лице место. Целата трагедија се случи во Кочани, каде што Црвен крст има всушност своја локална канцеларија, каде што работат луѓето од Кочани, каде што се тие нивни сограѓани кои што навистина брзо се организираа за да може да пружат помош. Верувам дека било многу тешко за нив, бидејќи во такво едно место секој се познава со некого, сите тие волонтери имаат своји пријатели, имаат своји другари кои што се знаеа со нив, ги знаат родителите, семејствата и верувам дека било многу тешко за нив. Една од најтешките задачи може било за волонтерите на токму така да ја дадат поддршката. Она што ние потоа го направивме, бидејќи свативме дека и тука треба да се даде поддршка, тоа е дека Црвениот крст преку другите општински организации праќа своји волонтери кои што се професионалци, да речем, дел од нив лекари, дел од нив психолози, логистичари, лица од прва помош, парамедици кои што ја знаат добро, да речем, и првата помош, но знаат да пружат и прва психосоцијална поддршка, да бидат поддршка на нашите колеги и волонтери од Црвен крст Кочани. Така да веќе е направен систем во кој што по 10 до 15 луѓе од другите општински организации, го кажавте тоа Сабајле, како Битола, како Охрид, како Скопје, како Кавадарци, како Пробиштип, како Кочани, значи сите оние што се од соседните градови да ги пуштат своите екипи за да можат секако да се даде поддршка за истите. И сега нашите активности одеа во неколку правци, да речем, како таа директна поддршка која што беше таму. Паралелно веќе Центарот за ментално здравје на нашето национално друштво, кој што работи во соработка со Центарот за ментално здравје, односно со психосоцијалната поддршка која што треба да ја правиме со комората на психолозите, веќе 60 психолози кои што се искусни, веќе се екипирани со нивните телефони за да дадат поддршка на сите оние граѓани кои што се јавуваат. Токму и вчера со колешката проверив, значи јавувања имаат, со тоа што овие се оние први моменти во кои што
шок, неверување, така да очекуваме дека овој период на пружање на психосоцијална поддршка секако ќе се продолжи. Така да освен оваа активност која што ја правиме поддршката директно, Црвен крст на град Скопје, значи имаше неколку пункта во самиот град Скопје каде што пристигнуваа семејствата, каде што ги чека информациите за своите најблиски пред самите болници. Отворивме пунктови, да речам, каде што од почетокот исто така се даваше прва психосоцијална поддршка, која што најчесто одеше во делот на утешување, понудување на вода, храна, знаете како она првична грижа која што подразбира некојаш и физичкиот контакт се да се смири целата таа ситуација. Она што го слушнав са Бајле, да речем, на најавата, Црвениот крст им соопштува на граѓаните дека нема потреба од донации кои што се во делот на кебиња, душеци на самите тие пунктови. Тие се пунктови наменети за семејствата за нив, а Црвениот крст ги има своите залихи, да речем, во кебиња и се друго што е потребно, така да нема потреба од такви нешта, туку системот кој што сме го изградиле, тоа е со телефонските јавувања на бројот 143 400, кој што навистина ве покажа дека граѓаните солидарно се јавуваат и донираат, да речем, на тој начин, бидејќи тие средства ќе бидат наменети за повредените, но и за жртвите, и тие средства и како ќе им се најдат. Она што го видовме и вчера, владата значи ги соопшти броевите и жиросметка на Црвениот крст на Македонија како единствена сметка каде што сите, да речем, институции, организации, граѓани, секој кој што сака солидарно да ја пруши помошта може да го направи тоа, да речем, на тој единствениот начин, што мислам дека е добро, од друга страна и транспарентно, и на еден начин сите заеднички можеме да ја покажеме солидарноста, која што секако со едно редовно информирање од наша страна ќе се прикажуваат бројките, колку наши граѓани, да речем, сака да помогнат и овој начин ја подават и својата рака и своето срце за оние кои што се, да речем, повредени и кои што на жалост се починати. Требаше токму на овој датум да го одбележите јубилеот на 80 години постоење на Црвениот крст на Македонија и она кое што, меѓу другото, за жал во вакви кризни состојби и на вакви трагедии се потврдува важноста на постоењето на Црвениот крст, истовремено и волонтирањето или волонтерите. Несомнено е и оно кое што го слушаме, го гледаме и тоа кое што вие сега и го споделивте и имавме можност изминатите денови да го видиме. Нивното заложување, брзата реакција се разбира и сето свое вложување и труд во ваквите кризни состојби, но и волонтерите се луѓе. И низ минатото се соочували исто со многу трагедии, кај што треба да дадат својата помош, а тие да останат трезвени и да некако се справат со своите емоции. Како волонтерите во Црвениот крст пак се справуваат, односно во однос на таа ваша координација, организација, треба и веројатно малку некаква поддршка за тоа како тие да се соочуваат со Црвениот крст има своји интерни системи како функционира, да речам. Можам да кажам дека околу 120 лица беа ангажирани за овие 2-3 дена, да речам, што е навистина едно брзо формирање, едно брзо структурирање, се со цел да бидеме таму каде што навистина сме потребни. Од таа причина поддршката која што даваме на граѓаните, но и за нашите волонтери се отвори тој Центарот за ментално здравје пред некоја година во рамките на Националното друштво. Имаме активности кои што се сега за ублажување на страдањата кога се случува некоја одредена катастрофа, но имаме и тековни активности кои што се со психолозите, кои што се со обучени волонтери за да може да ја пружат помошта, и често пати нашите волонтери го поменуваат истиот систем, да речем, за прочистување, за канализирање, за намалување на оние емотивни, да речем, моменти кои што секој од нив ги доживува. Од друга страна, Црвениот крст навистина е голема организација и ние делуваме во меѓународното движење. Она што сакам да им го кажам на граѓаните сега дека освен внатрешното организирање, ние добиваме голема поддршка од страна на меѓународна федерација, каде што членуваат и Црвениот крст на Србија, Црвениот крст на Бугарија, Црвениот крст на Хрватска, и тоа се земји кои што веќе во контакт со нашето национално друштво веќе ги понудуваат своите капацитети во делот на поддршка на семејствата кои што жртвите се заминати, да речем, се пренесени во тие земји. Така да сите оние кои што имаат потреба, Црвениот крст на Бугарија, Србија и Хрватска, значи веќе стојат на располагање со контактите во делот на прифаќање на семејствата, психосоцијална поддршка, транспортот, логистика и се друго што е потребно. Мада можам да кажам дека не само како представник на Црвен крст, туку и како граѓанин видов дека многу луѓе во нашата земја навистина многу солидарно се организира, го изменаџира сето тоа во смисла да се понудат сите капацитети кои што луѓето ги имаат во делот на сместување, на храна, на бесплатен транспорт, што е навистина е добро.
сепак е голема трагедија, но луѓето, иако не ги познаваат тие луѓето, чувствуваат потреба да бидат солидарни, да понудат колку толку да може да ублажат целата ситуација. Така да продолжуваме да речем со еден ваков координиран пристап во делот на нашето национално друштво, но и во другите национални друштва, се со цел да ја ублажиме оваа ситуација. Црвениот крст исто така има одлична соработка, да речем, и со институциите, со компаниите, со болниците и се што беше потребно, да речем, на самите болници. Црвениот крст излезе во пресред, како во болницата во Кочани, да речем, на нашата болница, каде што се донира дел од постелнини и некои работи кои што им беа потребни, да речем, на персоналот. Црвениот крст, така е, токму така. Значи, и не само сега во делот на катастрофата, туку и за целиот период, да речем, ние константно ги даваме, да речем, сите овие подршки. Можам да споменам дека, например, и нашата програма Итно Копче, кој што има посебни возила за транспорт, значи ги стави на располагање возилата кои што беа во Кочани за потребите на Кочанската болница, со нашите шофери кои што, да речем, вршеа транспорт на повредените, не секако и на семејствата и се друго што беше потребно. Така да безрезервно ги ставивме нашите капацитети, да речем, и човечки, но да речем и капацитети во делот на транспорт, во делот на можности за сместување и се друго што им е потребно, да речем, на граѓаните. Да, Александра, еве ќе се поистоветиме со информацијата уште еднаш дека имавте два пункта. Не знам дали истото важи со продолжување или ќе се менувате секако во градови. Едниот беше пред градска болница Свети Наум Охридски, другиот пред државна болница пред предниот влез на ургентниот центар. Сега ќе потсетиме дека волонтери имавте и во Штип, болницата во Кочани. Од вчера 5 волонтери од две различни единици па даваат подршка на колегите во Кочани. И тоа ќе продолжи така. И тоа ќе продолжи така, особено во Кочани во болницата, каде што, како што ви кажав, има голем број на граѓани кои што ги очекуваат информациите за своите најблиски, посетуваат, голем од нив број не ни заминуваат дома, туку се токму тамо, да речам, и сака да бидат до своите најблиски, тамо се тие волонтери кои што ја даваат подршката. Овде кај нас во Скопје, да речем, беа пред градската болница и голем број од ресторани кои што не се нашите соработници, но повторно ќе речам и не исконтактира, се тие кои што носат сендвичи, храна за да можеме да им дадеме и на семејството, бидејќи дел од нив и не размислуваат на храна, на вода, тоа е веќе секундарно за нив, не е веќе примарно, туку желбата семејствата да бидат добри, да бидат згрижени, да заздрават, да речам, нивните деца, керки, синови, сите оние кои што ги чекат. Така да тука во делот со рестораните, значи навистина имаме одлична соработка и последниот пункт во Скопје, како што го кажавме, значи е пред во државна болница, каде пред ургентниот центар, каде што исто така имаме пункт со наши волонтери кои што даваат истата подршка и каде што имаме, например, вода за сите оние кои што поминуваат, доаѓаат и слично, но секако секогаш има и по некој граѓанин кој што сака да остави нешто, не одбиваме таа помош, да речем, веднаш ја дистрибуираме, но чисто апелираме да се придржуваме до оној систем кој што е направен, донација на 143.400, бидејќи овие средства се наменети, да речем, за нив и како ќе им бидат потребни да се искористат, да речем, понатака за нега и се друго што им е потребно. Најважно, би сакале негде пред да те испратиме, да споделиме за одличната сума која што се собра од неделата, за жал, кога одекна информацијата за трагорната несреќа, дека интернационално се донираат на жиросметката, нели, од наши секако сограѓани и луѓе и на, како што кажа, единствениот број на донации на 4.400. Нашите граѓани до сега се покажа како многу солидарни, да речем, и кога се случија земјотресот во Турција, навистина многу брзо се организираат кога има таков добар систем. Можам да кажам и да сега пресекот кој што е направен вчера околу 14 часот, што значи за 24 часа додека работеше сметката, парите кои што веќе беа собрани и уплатени се некаде околу 6 милиони и 500 илјади денари, значи збориме за 24 часа, што значи дека Црвениот крст веќе денеска околу 14-15 часот ќе излегува со ново соопштение, најтранспарентно да ги објаснува, значи, нашите движења, нашата логистика, подршка, секако и ќе ги соопштува средствата кои што се уплатени од страна на нашите граѓани. Значи, постојат и онлайн донации кои што може да се направат на страна на Црвен крст на Македонија во делот на онлайн солидарност, но исто така постојат и жиросметки кои што се за меѓународна уплата, да речем, за сите оние кои што се од надвор од Македонија, кои што сакаат да помогнат да уплатат, значи сите тие сметки функционираат.
И сето тоа е сега многу лесно достапно, да речеме, на социјалните медиуми, многу соопштенија, како што кажав и влада вчера ги соопшти, така да навистина секој оној кој што сака на многу лесен начин може да ги најде и на тој начин може да ја покаже својата хуманост и солидарност, колку толку да ги ублажиме нештата, иако кога станува збор за човечки загуби, значи верувам дека нема средства кои што тоа може да го направат. Македонија повторно и покрај ваква трагедија и во ваква тага во која се наоѓа се покажува повторно како хумана, поточно со хумани луѓе кои што искажуваат својата помош на еден таков начин и сме солидарни во овие тешки моменти, а Црвениот крст уште еднаш како и безброј пати досега се докажува апсолутно неопходен и потребен за ваква поддршка и ваква работа. Кон крајот може би сакав да кажам дека постојат и тие телефони кои што кружат, верувам дека и вие ги прикажавте веќе, тие се бројвите 071 338 081 во Кочани за сите информации за психосоцијална помош, потоа 074 203 030 во Штип и 072 271 041 во Скопје, каде што граѓаните не се јавуваат само за, да речем, психосоцијалната поддршка. Тука имаме и прашања дали е потребна крв, дали можам да го понедам своето сместување, транспорт, логистика, така да навистина граѓаните се јавуваат за да го ублажат се во ова, но и да ја понудат сите оние капацитети кои што ги имаат на располагање. Секоја помош во овие ситуации е добро дојдена. Споминавте само накратко на крајот дека и телефонските линии за прва психолошка помош се користат, но со оглед на тоа што и вчера зборувавме со психолози, невропсихијатри, со оглед на тоа што допрва веројатно ќе бидат и тие реакции и емоции кои што излегуваат на површина, ќе треба апсолутно и ваква помош да биде и таа телефонска линија во со поголем. Знаете како во секоја криза има чекори кои што мора да се следат, значи кои се оние првите елементи кои што треба да се направат, реакцијата, организирање, действување на терен, а потоа да речем оние фази кои што дадат понатака излегување од целата ситуација, така да колегите кои што го работат тоа се навистина обучени цели тимови, како што кажав, со комората на психолозите и сметам дека добро ќе си ја завршат работата. Можеби пред самиот крај да споменам тука и дека издружение на медицински студенти, значи исто така се вклучија во нашите активности на самите пунктови каде што се поставени нашите волонтери и тие доаѓаат волонтират бидејќи некои од граѓаните им се слошува, имаат потреба од апчиња, да се измери притисок, така да и тие ја даваат својот допринос. И осеќам, чувствувам дека цело време граѓаните се јавуваат и сака да се даде поддршка, да речем, на начин на кој што тие сметат, така да секој наоѓа начин како да се вклучи, како да ја даде својата поддршка. Во некоја следна прилика ќе го чекаме, здравје Боже, датумот за одбележување на централната прослава за 80 години на Црвен крст и секако да ти заблагодариме што од 91-а несебично си во дамарите на Црвениот крст на град Скопје и точно знаеш да ја дефинираш може и потребата, необходноста и тоа како во твојата ДНК денес вибрира не само оваа установа, туку и волонтерството, меѓутоа го спомена и крводарителството. Благодарение тебе и целата екипа, нашата Марија Коцева ќе не поздрави секако од лице место со Александра Валкановска, која што е исто така твој колега соработник, стручен соработник на Црвениот крст на град Скопје. Ќе бидеме на линија. Благодариме пред се што си тука секако и за Телма телевизија, ти и целата екипа на Црвениот крст. Благодарам. Благодарам.